Добар дојдовте во моето ново видео, денес сме се Ана Славко се занимава со музика, малце ќе поразговараме за неговата кариера, така да останете до крај на видеото, мислам дека ќе ви стопани. Здраво, Ана, многу ме ше прифате при нас имаме заедно. Здраво, фала ти на поканата, исто и мене е мило. После долг период на преговарање, договарање, успеавме да најдеме време беше прав момент да се договориме, да се видиме. Дали си спремен? Сега не знам зашо, не знам дали имаш некои тешки прашања ова кауза на испит, дали си спремен. Можда ме вадиш не спремен, не учев, ништо немам прочитал. Ајде ти почнете со првото прашање. Опиши се во 3 збора. Кај најде музикален, поправен, може да се види, али се у фаза на славење и оптимист. Супер. Ајде го може да не откажеш и да ни кажеш малце во кратки црти за твоето детство каква си имал. Сега, баш и кратки црти за детство нема. Не ми беше толку не може толку кратко да го опишам, али детство као детство, најнормално. Најубавите моменти онака што викаат, мислам, многу убави моменти се поминуваат во детството, пошто она, нели, како викаат, безгрижност детство, кај што не размислуваш на некои си проблеми кои што понатаму идат во животот, не размислуваш, не правиш некои конкретни планови, не наидуваш на така сериозни пречки, така да безгрижно детство се надевам како и повеќето деца, нели, како што посакувам повеќето деца да го поминат, така ја имав едно убаво безгрижно детство, исполнето со многу музика, бидејќи почнав од релативно рана возраст. Имам некоја видео снимка прв пат кај што се појавив со армоника во градинка на некои 5 години. Значи од пред тоа веќе почнав да учам, прв инструмент ми беше армониката. Па после тоа тек дури у средно таму се префрлив, почнав повеќе на пеење. Ше имаш и во основно пеев, ама посериозно да речем почнав веќе од средно. Од каде ти идеја желба за да се занимава со музика? Па, види сега вака, од релативно мал сум почнал да ја сакам, значи сум створил љубов кон музиката. Најверојатно е тоа некоја генетика, бидејќи мојот татко свирел бас гитара, се занимава со музика, музикален е. Предпоставам дека и самата генетика си го направила своето, сум тргнал по тој пат, ја засакам музиката и кога дојде, знаеш, онака период кај што наоѓаш на раскрсница животот, што ќе запишеш средно, што ќе запишеш факултет, мене ми беше олеснето од тој аспект, бидејќи знаев точно што сакам, видам музика и тоа е тоа. Така, од која имате најповелема поддршка и како беше чувството и реакциите кога му кажа дека сакам да се занимавам со музика? Па нормално од фамилијата, од родителите, од татко ми, од мајка ми си имав поддршка цело време, бидејќи и тие, нели, нормално препозна дека има музички талент, дека нема да го трошам залудно времето во музика, така да имав целосна поддршка од нив, секако и од мојот брат, мојата сестра. Сестра ми исто така многу ми имаше помогнато додека бев мал со музиката, таа ме поднаучи, почеток ми даде инструкции како да почна со армониката, тој ни беше тука најдофатен инструмент во моментот и со тој почна. Супер, кога ти беше првиот настап и како ти беше чувството? Прв настап, мислам дека бев некаде трета година, втора средно, втора на кај трета средно, релативно млад бев, во еден кафич на еден близок пријател, таму поштавме всушност двајца со уште еден клавиатурист да свириме таму, да настапуваме. Така да интересно, знаеш, првите настапи се договараме, се правиме репертоар, спремаме, имаме настап, се спремаме енергија, пуни себе. Доаѓа веќе ден-два пред свирка, уствари заклучуваме дека не ги знаеме песните цели. Ги знаеме ли као? Ја знаеме ова, ја знаеме. И ај да ги провериме, да правиме проба 2 дена пред свирка, гледаме дека уствари од една знаеш само рефрен, од друга знаеш пола, строфа, па си чул нешто, интересно беше. Доста ти имаш и трема, знаеш, онако почетокот нормално е. Нисам и ден-денес кога се случува на некој настап или ова си знае трема да се створи, тоа е нормална ствар. Само е моментот да знаеш да ја исхендлаш тремата, за се е така, не само за музиката. Така, знаете, како се прави со хит коментар, реално за секоја професија мора нешто да некој дека да не мучи, ни пошто реално во Македонија многу тешко зависи зашто дека може да усвиш, пошто сме таков нарочен нешто да си помагаме, си одмагаме. Зависи, тоа не можам да кажам така, знаеш. Има секакви луѓе, нормално. Има луѓе што сакаат да ти помогнат, има луѓе што не би ти помогнале, тоа е нормално. Сегде го има, не само во Македонија.
Има што викаш, може да се случи да слушнеш, нели, нормално да слушнеш и добар, да слушнеш и лош коментар. Едноставно секогаш и ги прифаќам лошите коментари, сакам да видам зошто е тој лош коментар, дали нели, дали станува збор за вкус или станува збор за нешто што би помогнало да променам нешто. Бидејќи имал и такви некои коментари што ќе слушнам, што ми помогнале да ми дадат идеја да размислам, па и нешто да поправам, знаеш, онака да те малку да те усмерат по убав правец да ти дадат. Така, кој настап дете ти има ставено најповеќе впечаток? Ако можеш да не отвориш. Настап. Имало многу, да кажам реално, настап што ме остави впечаток, што можам вака да се сетам, беше предгрупа кога свиревме на Тони Цетински во Борис Трајковски во Скопје, со бендот, со Фидбек, додека бев. Свиревме предгрупа, а тоа беше релативно само што пошлав со бендот. Претходно имав настапи до кај негде 100-150, да речем 200 луѓе, такви настапи. Од среден, помал карактер на настап. И кога дојдовме таму имаше некои 7.000 луѓе, беше преполна салата. И тоаш беше ми остана тој печаток, тој настап, што пошто онака доста и ми направи, нели, самиот момент со самото толку луѓе си прави момент од возбуда, си прави трема и сето тоа се што е пропратно и ми има оставено така посебен впечаток. Што музика како стикнал поќете пејте? Па вака сега, гледаме да пееме се што е онака, како да кажам, комерцијално, повеќето комерцијална музика. Дали ќе биде од македонска забавна, дали ќе биде македонска народна, дали некој од балканските хитови или нешто од странските, не знам, англиски, италијански и сето тоа. Дури и шпански, онака од Gypsy Kings некој и сето тоа. Значи, Од цепа нешто. Да, од цепа нешто, точно. Пазарот така налага. Како бидејќи сме насочени така на пазарот, значи исполнуваме, настапувам пример на настани од различни тип, дали ќе бидат свадбени прослави, дали ќе бидат дискотеки, дали клубови, така да нема нешто конкретно и самиот пазар си има такви побарувања да опфатиш поширок репертар. Така, дали имате настапувањата надвор од Македонија? Па да, имам настапувано, мислам, со бендот, главно имам настапувано претходно што бев, како што спомнав. Имаме настапувано Швајцарија, имаме тука во балкански земји, Србија, не знам, Бугарија, така да имам настапувано. Ја така може цело искуство што имавте настапувано Швајцарија, Србија, како што рековте, како е менталитетот кај нив и како менталитетот во Македонија? Да, главно и кога идеме на страна надвор од Македонија, настапуваме пред македонска публика. Значи, менталитетот луѓето се горе-долу тие на настаните. Тоа е македонски народ, си сака македонска музика, сака да се провесели на наша музика нормално, така да нема што конкретно некоја разлика да направам. Истиот народ, истите луѓе имат, например, нормално, попримено некој зависност од државата, кај што се нагласок или имат попримено некоја таму од нивните манири, имат некоја нивна култура, но сепак тоа е истиот народ. Така, ете твое мислење, сигурно да ти ги заинтересира гледачите, како е повод да сам да пееш или во група? Кој е поќе можноста за да бидеш едно ниво или две погоре? Да, во секој случај, знаеш, и да пееш сам, пак треба да си со група, пак ти треба бенд, така да секако не си сам, не можеш сам да пееш, мора група, мора да има некој музичар за остане. Сам не знам, не сум пробал. Сега како соло изведувач, во тој аспект си има позитивни работи, си има негативни работи. Значи и тоа, pros and cons. Така да не можам да кажам нешто многу, бидејќи да некои 11 години бев со бенд, сега сум не цела година како соло изведувач, сега почнав така да не можам нешто многу да издвојам разлика, имаш како соло изведувач, полесно можеш да донесеш одлука, зашто не се бара согласност од повеќе луѓе, можеш полесно да се одлучиш кај шо, како да тераш, така да се уште не можам да оформам мислење за да кажам нешто конкретно. Супер, ете гледав се спремате нешто спот со Вито гледав и кавери, нешто се спремате нешто големо ли? Па вака, каверите што ги спомна, предпоставувам се тие што ги спремав за 8 март по повод денот на жената, направив онака некои убави балади од Оливер Драгоевич и едно од Джејко Самарџич. Направив така еден проект со балади за дамите,
окей, помина, ми беа онака некои песни што и мене ми беа обави, ми одговараа за пеење, ми се допаѓа лично и затоа го направив тој проект. После, што спомна за песнава, ја работиме сега со Виктор Апостоловски, значи комплетно музика, тексти, видео, дури со него се работиме комплетно, бидејќи е за сега бива човекот. Нема муаве тука, така да го работиме, го спремаме спотот, сега сме во тек на снимање, изработка, се надам дека за брзо ќе биде. И ќе имаш прилика и ти да ја слушаш песната за брзо, уште ја нема слушната. Супер, мила ќе ми биде чест. Дали може да научиш некоја, пример, дешавка, некоја пред настап или на настап, некој како кринч? Некој интересен. Не знам, имало случаеви, имало, например, што знам, поготово на свадби околу Бидермајерот, знае се случаи негде, кај што некој ќе се фатат за Бидермајерот, кај што некој ќе се излизга, ќе се стрча, ќе падне, и имаше свадба кај што го фрли невеста, па се закачи Бидермајерот горе во еден, имаше како спуштен плафон, нешто така, со лустер, се закачи горе Бидермајерот. Така некои интересни случаи, нешто од прилика тоа. Нема некој етен да кажам, дали пак интересни случаи се. Сепак. Да. Да не должам многу. Што планираш вино ако можеш нешто да наткриеш? Па за сега планирам да работам повеќе на авторска музика, да се насочам повеќе таму со снимањето, планирам да опфатам исто така и да направам еден плоден период кај што ќе направам и доста проекти од преработки на песни, сакам да преработам и македонски стари традиционални народни песни, исто така и од македонски, од забавен карактер, од евергрините македонските имам замислен некој проект, но нема многу да се издавам бидејќи уште не е оформена целосно идејата, па не сакам после да кажат што направивме, кажа не биде. Ама имам некоја таква замисла, нешто од тоа плюс да направам и секако сега песна што сакам да издадам, што сакам да излезе, да речеме до крајот на овој месец на јуни. Супер, дај баш сите плани да ти се сцурат, и голема поддршка на мене, секако и од гледачите, сигурен сум дека ти посакуваат се најдобро. Толку до видео, ако ви се допадна видео, ако сакате вакви нови видео, да не забравите да ставите лайк и субскрайб и вовезно да запратите Јане Славов и да слушнете новата песна што водат со Виктор, мислам дека ќе ви се допадне на вас.